Индустриското производство во периодот јануари-август 2025 година е зголемено за 2,2% во однос на периодот јануари-август 2024 година, објави Државниот завод за статистика. Во август годинава пак споредено со истиот месец лани е намалено за 3,5%. Во секторот рударство и вадење на камен во август 2025 година во однос на август 2024 бележи пораст од 7%. Во секторот преработувачка индустрија има опаѓање од 1,4%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација намалување од 26,8%. Според главните индустријски групи, производството во август 2025 година во однос на август 2024 бележи опаѓање кај енергија, капитални производи, трајни производи за широка потрошувачка и нетрајни производи за широка потрошувачка, додека пораст бележи кај интермедијарни производи, освен енергија. YouTube се согласи да плати $24,5 милиони како дел од спогодбата во тужбата поднесена од Доналд Трамп во 2021 година, тврдејќи дека платформата неправедно го суспендирала неговиот канал по нападот врз американскиот Капитол на 6 јануари. Трамп поднесе тужба против YouTube и извршниот директор на Алфабет, наведувајќи дека платформата акумулирала невидена концентрација на моќ, пазарен удел и способност да го диктира јавниот дискурс на нацијата. Од друга страна, YouTube тврди дека каналот на Трамп е суспендиран поради кршење на правилото за поттикнување насилство. Случајот сега е отворен поради постигнатата спогодба. Google се уште не одговорил на барањето за коментар. Според судските документи, Трамп наменил $22 милиони од спогодбата за реставрација и зачувување на националниот парк Мол и за поддршка на изградбата на балска сала во Белата куќа, чија цена се проценува на околу $200 милиони. Веста доаѓа само една недела откако YouTube објави дека ќе ги реактивира каналите на креатурите, претходно забранети поради ширење дезинформации за коронавирусот и претседателските избори во САД во 2020 година. Северна Кореја никогаш нема да се откаже од своето право да биде нуклеарна сила, изјави заменик министерот за надворешни работи на земјата денес пред Генералното собрание на Обединетите нации. Пјонкјанг во 2022 година го прогласи својот нуклеарен статус за неповратен, па дури и го вклучи во својот устав следната година, па затоа наметнувањето денуклеаризација на Северна Кореја е еднакво на барање од неа да се откаже од својот суверенитет и правото на постоење, рече Ким Сон Кјонг. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун минатата недела изјави дека е подготвен да ги обнови контактите со Соединетите држави, ако Вашингтон се откаже од идејата за денуклеаризација на неговата земја. Северна Кореја спроведе 6 нуклеарни теста помеѓу 2006 и 2017 година. Од тогаш продолжи да го развива својот арсенал и покрај строгите меѓународни санкции. Минатата недела новиот претседател на Јужна Кореја инсистираше на потребата од обнова на довербата со својот северен сосед и прекин на меѓупстаниот круг на воени тензии. Од Управата за хидрометролошки работи информираа дека под влијание на влажен и постуден бран од утре попладне Македонија ќе биде зафатена од обилни врнежи од дожд и значителен пад на температурите. На повеќе места се очекува да наврнат на 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри. Во Скопје од утре кон крајот до петок времето ќе биде претежно облачно со врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер, а температурите значително ќе опаднат.